Барањата се зголемување најпрво на студентскиот оброк од 120 на 150 денари на дневно ниво, со самиот факт дека Македонија доживува одреден степен на инфлација и е потребно зголемување на финансиската и мотивационата поддршка на студентите. Понатаму, реконструирање и реновирање на студентските домови, бидејќи во добар дел од нив условите се катастрофални и нечовечки. Исто така потребно е изедначување на стипендиите и оние студенти кои земале помала стипендија да ја земат сега поголемата. Исто така многу важно барање е изземање на студентите од антикризните мерки на владата, бидејќи студентскиот грб не е оној грб на кого државата треба да штеди. Таа треба да се одговара за своите постапки како возрастни и зрели луѓе политичари. Досега каков беше односот помеѓу релација министри, влада и студенти? Дали секој треба да направите некој ваков јавен протест за да се чуе вашиот глас? Вака, секогаш во зависност од ситуацијата, секоја акција има реакција. Ние реагираме на начинот на кој лукаво и дрско владачкото мнозинство и групата на пратеници проба да го протурка овој предлог промена на закон. Се надеваме на константна иницијатива и на пронаоѓање на заеднички јазик, бидејќи сепак сите живееме во едно исто општество и имаме некои заеднички интереси. Понекогаш, знаете, за да се случат промени, потребно е да се доживее некоја поголема загуба. Во овој случај е потребата и можностите на студентите. Па затоа ние ќе се обидеме во најдобар начин и најбрз начин да ги задоволиме правата на сите студенти. Дали сте поканети на средбата на превод? Да, како член на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Зошто нема вие да учествувате? Зошто се поделивте? Некои ќе бидат таму, други ќе бидат таму? Затоа што Министерството за образование потенцираше дека присутни членови на дискусијата можат да бидат само членови на универзитетските студентски собранија на Јас сум член на УСС на УГД. Тие потенцираа дека само членови на универзитетските студентски собранија. И јас како член имам право да присуствувам на таа седница. Што ако не се исполнат вашите барања? Доколку не се исполнат нашите барања, ќе продолжиме најверојатно со протести. Мислам се надеваме дека поддршката константно ќе се зголемува, но главниот клучен план е да го добиеме тоа што го заслужуваме, тоа што нам ни припаѓа и од секогаш ни припаѓало. Останува да видиме како ќе се одвиваат настаните и така ние би реагирале на идните потези. Бараме право на субвенциониран студентски оброк, бараме нормални услови за студентите, едноставно издржувачки услови за живот. Какви се сега условите на студентите во студентските домови? Па во студентските услови моментално во студентските домови условите се катастрофални. Она не е начин на живот и студентите се студенти, ние сме иднина на оваа држава, ние не сме затвореници. Условите не треба да се рамнат со затворските. Што барате од пратениците денес овде? Да бидат слушнати нашите молби и нашите права да ни бидат дадени, така како што ги заслужуваме. Бараме основни услови за живот во студентските домови и бараме едно минимална финансиска поддршка од нив. Какви се сега условите во студентските домови? Еве ти си студент во студентски дом, си завестен? Мислам дека нашата реакција и нашето вакво излегување пред собранието само по себе зборува за тоа во какви услови ние живееме. Значи не се сјајни. Вие сте студент, така? Молам? Вие сте студент, така? Да. Јас сум студент од втора година во студентскиот дом Стив Наумов и од таму можам да ви кажам дека сликата не е сјајна. Денес бараме да се исклучи воопшто да се повлече законот за студентски стандард, односно за субвенциониран студентски оброк и неговите измени за повлекување на рестрикциите во студентските домови од страна на владата и Министерството за образование и наука и да престанат да ги дискриминираат студентите кои што и како им е важен студентскиот оброк и студентските стипендии кои што не се еднакви. Вие сте сместени во студентски дом, така? Какви се условите? Освен рестрикциите кои што ни се забранети да користиме решо, фрижидер, значи ние воопшто немаме хумани услови. Освен тоа што многу луѓе во тоалетите имаат фатено уринарни инфекции, ние воопшто немаме каде да извршуваме физиолошки потреби.
Ти си девојка, слушнав дека и дали е вистина, дека наводно влегуваат инспекции и прават по собите некој ако има и пеглак за коса или такви работи, дека се одземат за да не се троши струја. Дали е вистина? За сега мене ми немат влезено, меѓутоа знам од студенти од Гоце Делчев и од студентскиот стив во трета зграда кој што без унапред без да им најават, тие им влегуваат во студентските соби, значи буквално им ја нарушуваат приватноста на студентите. Кажи ми, еве како доби воопшто соба во студентските домови? Дали беше лесно и дали знаеш за некои неправилности кои што ги има при доделување на соби во студентските домови? Јас конкурирав како студент на самохран родител и висок просек, така што знам над 70% од студентските легла мислам дека ги има добиено со корупција. Односно со подкупување на студентските легла. И тоа не е само од сега, значи тоа е години наназад. Уште знам и кога мајка ми студирала, истото се случувало.